Администрацијата беше мобилизирана и до сега. И тоа го покажувавме со резултати кои што ги спроведувавме преку планот 18. Меѓутоа, од секојаш сум кажал дека голем дел од политичката енергија во државата, вклучувајќи ја енергијата на државната администрација, го консумираше големиот политички процес, а тоа се уставните измени и договорот од Преспа. Сега, кога сме во пресред на завршување, јас очекувам дека оваа недела тој процес го завршуваме. Сметам дека сега е моментот за целосно и максимално мобилизирање на сите можни ресурси. Тоа што го јас нарекувам прогласување на вонредна состојба во администрацијата. Бидејќи века кога успеавме да ги завршиме големите политички процеси, сега е време да испорачаме и во делот на реформската агенда и конкретните резултати со цел да ги убедиме земјите членки, односно да не оставиме ни тронка двојба кај нив, дека Македонија е спремна во двете траектории, во затварањето на политичките теми и во спроведувањето на реформи да ги започне оваа година преговорите. Ова е првиот ден, работен ден од оваа година формално и сметам дека е најсоодветниот ден кога ги мобилизираме сите структури во функција на испорака на резултати. Овие месеци, секој ден е важен, секој час е важен од денеска до одлуката за започнување на преговори. Затоа ќе ја користам приликата за да ги повикам сите луѓе во администрацијата, од министри до последниот службеник во администрацијата, да бидат во функција на овие историски денови за државата. Меѓутоа и да ги повикам политичките партии и секој политичар да ги остави на страна за неколку месеци своите агенди и да се вклопи во оваа важна државна агенда за Република Македонија.